Опозицијата открива нов скандал за синот на Али Ахмети, Шкумбин Ахмети, заедно со внуците на Али, Дрин и Бесијан, за кои велат дека влегуваат во бизнис од 35 милиони евра за изградба на фотоволтаична централа од 60 мегавати во Кичевско. Од ВМРО ДПМН откриваат дека синот на Али, Шкумбин Ахмети, заедно со неговите први братучеди Дрин и Бесијан, веќе ја формирале фирмата Хелиос, во која секој од нив има по 1/3 собственост, а според информациите на опозицијата семејството од Зајас побарале огромна сума на пари од банка под сомнителни околности. За изградба на таква фотоволтаична централа, тие рекле дека им треба финансиска конструкција од 35 милиони евра, а дека истата ќе биде јавно-приватно партнерство. Од анализата на банката на фирмите на семејството Ахмети, може да заклучиме дека синот на Али Ахмети, Шкумбин, заедно со неговите братучеди Дрин и Бесијан, или ја лажеле банката дека прават крупен бизнис, или откриле дека тие веќе имаат усмен договор со врвот на власта. Во овој случај премиерот Димитар Ковачевски, кој е потписник на јавно-приватно партнерство дека државата ќе влезе во бизнис со семејството Ахмети за изградба од 60 мегавати фотоволтаична централа. Од опозицијата се сомневаат дека семејството Ахмети ја излажало банката и оти нема одобрение од институциите за изградба на фотоволтаична централа. Во меѓувреме се огласи Фондот за иновации, за кого јавноста вчера слушна дека на внукот на Ахмети, Дрин Ахмети, му доделил 82.000 евра за 2 проекта. Од фондот на чие чело е Кадар Надуи, кој важи за близок до семејството на Ахмети. Денес експресно реагираа преку писмен допис во кој се ги правдаат постапките за народните пари што им ги доделиле на семејството Ахмети. Велат дека тие барале уште повеќе, ама фондот им дал ни помалку ни повеќе, туку само 82.000 евра. Во однос на наведените компании, Топ Индустрис и Еверест џд, кои се добитници на финансиска поддршка под инструментот кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст, истиот предприемач има поднесено предлог проекти по други инструменти за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој, но истите биле одбиени од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции. Од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН порачаа оти во периодот кој следи ќе изнесат и други сознанија и скандали за семејниот клан од Зајас и побараа премиерот Ковачевски да појасни што ветувал за децата и внуците на Али Ахмети и да обелодени за јавноста што договараат и како ги делат бизнисите.